Избори во јули стануваат известно сценарио, дека е сериозна веројатноста наредниот месец да се одржат парламентарните избори, говори фактот дека на синоќешната седница владата донесе уредба со законска сила за ажурирање на избирачкиот список, што е фактичко продолжување на изборниот процес и сигнал дека најверојатно нема да се бара од шефот на државата да прогласи нова вонредна состојба. И еврокомесарот за проширување во телефонскиот разговор со лидерите на СДСМ и ВМРО ДПМН зборувал за изборите. Вечерва ја потенцира важноста за слободни, фери и инклузивни избори во Северна Македонија, кои ќе ги земат предвид ситуацијата со COVID-19, како и потребата од ефикасно економско закрепнување, напише Оливер Вархеи на Твитер. Опозицијата се уште не дава јасен одговор дали би се согласила со избори на почетокот на јули. И еврокомесарот Вархеи имаше порака за изборите. Кога ќе има избори, дали ВМРО ДПМН ќе учествува на изборите на 5 јули, како ги коментирате уредбите? Ве молам за коментар. ВМРО ДПМН има јасни позиции да се заштити здравјето на граѓаните. Нашиот став е кажан за сите прашања. Ги повикувам нека кажат од другата страна дали го напуштаат консензусот. Неофицијално крајниот рок што СДСМ му го дава на ВМРО ДПМН е 8 јули. Тоа според партиски извори Заев му го пренели на Вархеи. Ако и тоа е неприфатливо за опозицијата, тогаш 5 јули останува како ден кога би се одржале изборите. Дуи го поздрави вклучувањето на Брисел во напорите за постигнување консензус. За партијата на Ахмети, 5 јули е прифатлив датум. Јас се уште се надевам дека комуникацијата помеѓу политичките партии ќе продолжи во идните денови. Се уште мислам дека има простор за еден правичен процес, инклузивен процес на 5 јули. За утре е најавено обраќање на шефот на државата. Пендаровски ќе образложи дали ќе има нова пета вонредна состојба или не, од што пак зависи и датумот на изборите. Ќе зборува и за ситуацијата со COVID-19 и целокупната политичка состојба во земјата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.